На самиот почеток дозволете ми да нотирам дека Христијан Мицкоски деградира, навредува, омаловажува професори кои што ќе учествуваат во таа работна група. Но ја би ја трнала таа кривична одговорност која што е безпредметна, значи токму кривичната одговорност за која што зборува Мицкоски е безпредметна. И ја би сакала да прашам кога конечно Христијан Мицкоски ќе понесе морална одговорност за тоа што не учествува во ниту еден процес кој ја носи државата напред. Не учествува и не аплаудира и не го поздравија членството на земјата во НАТО. Гледавме воопшто како не гласа за европскиот предлог со кој што ги отпочнавме преговорите во Европската Унија. Сите тие стратешки цели кои што ги остваруваме денеска носат инвестиции кои што се највисоки капитални инвестиции од независноста до денес, како што е последната 204 милиони евра. Еве, како најтазе пример ќе го земам 62% зголемен процентот на ИПАР 3 програмата за неповратни средства од Европската Унија и така натаму и така натаму. Бенефитите веќе и се чувствуваат. Значи, прашањето е кога Христијан Мицкоски пред да зборува за било каква одговорност, ќе понесе тој морална одговорност што никако не учествува во реализација на стратешките цели кои што секако и се потребни на државата за напредок и на граѓаните кои што живеат во неа. Јас само ќе го дополнам претходниот одговор. Она што сега го прават ВМРО ДПМН е начело со Христијан Мицкоски е токму тоа паниката што се имаат во своите редови. Се погласни се оние информации дека пратеници, па и градоначалници, дел од градоначалници на ВМРО ДПМН ќе ги поддржат и се за уставните измени. Од тука поттекнуваат сите овие манипулации за закани, за уцени, нешто што е својствено токму само за ВМРО ДПМН. Сами видовте како ги тераа своите пратеници да потпишуваат нотарски изјави кои што исто беа правно доведени во прашање. Ви благодарам и вам.